Денес пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија имаше координативна средба на која што присуствуваше и председателот Христијан Мицкоски. На координативната средба се разговараше по единствена точка – активна блокада на Собранието на Република Македонија. Едногласно беше прифатена одлуката која што претходно ја донесе извршниот комитет на партијата, од утре да се пристапи во Собранието со активна блокада на сите штетни закони, политики, застапувани од неодговорната и неспособната власт. Активната блокада е последица, реакција на акцијата на владата на Ковачевски, предводена од СДСМ и ДУИ, кои што не покажаа чувство за државност и одбија секаква можност за диалог по најважните прашања во оваа држава. Епилогот. Активната блокада уследува откако претходно Ковачевски и владата одбија диалог во 4 клучни области за граѓаните: економија, здравство, образование и меѓународна политика со акцент на блокадите од Бугарија и како природно решение на сите овие проблеми. Разговор за датум за предвремени избори и соочување со волјата на граѓаните. Тоа што Ковачевски од целата оваа понуда за нормален диалог се фокусира само на предвремени избори, покажува дека всушност и тој е свесен дека е премиер на влада која што нема поддршка од народот и во тоа е болката, се плашат од соочување со граѓаните. А понудата на ВМРО ДПМН, која што опфаќа и решенија во економија, здравство, образование, надворешна политика и разговор за предвремени избори, не е шведска маса со која што премиерот може да се служи во сегментите во кои што само на него му одговараат. Ке има активна блокада, зашто имаме живот во национална катастрофа. Активна блокада за спас од ценовните шокови, активна блокада на криминалната банда на власт. Активна блокада на лицемерието на власта, на предавствата за спас од сиромаштијата. Почитувани, ова е процес кој што ќе трае и ние сме подготвени да одиме до крај, затоа што можеме и мораме да ја осигураме иднината на нашите сограѓани. Ви благодарам. Дали има прашања? Основен одговор би било до пат на оваа влада и предизвикување предвремени избори, меѓутоа тоа се процеси кои што бараат размислување и одредување на одредени чекори кои што ќе следуваат. Ќе почнеме од Собранието затоа што тоа е институцијата во која што се носат лоши и штетни закони. Затоа и не случајно е активна блокада во која што се она што е штетно ќе биде блокирано, меѓутоа има процеси кои што на дневна основа треба да течат. Следува ребаланс на буџет на кој што ќе учествуваме активно и ќе ги кажеме сите оние забелешки и сите оние ставки преку кои што мислат да го испразнат тој буџет, затоа што тоа е тоа што го бараат граѓани. Фокусирање на ребаланс на буџет и не ставање на приоритет на капитални инвестиции, она што ќе извади оваа држава од економија, а фокусирање на други сегменти е тоа што пратениците на ВМРО ДПМН треба да го објаснат на овие граѓани, па и на вас медиумите, затоа што навистина гледаме дека толку буџети се потрошија, а државата упорно тоне и тоне. Други прашања? Видете, и пуштањето на закони и злоупотребата на европско знаменце има граници. Последниот извештај на Европската комисија токму тоа го нотира. Во ситуација кога нема активна блокада, доколку бидат паметни, законите ќе си ги пуштат во редовна процедура за да не убедат прво нас, а потоа и граѓаните дека она што го прават е тоа исправното што треба да го прават. Воспротивно, ќе сметаме дека ова што го и ќе биде мотив плюс. Воспротивно, ќе сметаме дека ова што го прават е тоа, а тоа е злоупотреба на процедурите и злоупотреба и од заскривање на законите и транспарентноста пред граѓаните. И ќе потврди дека ВМРО ДПМН и пратеничката група во оваа фаза е на исправен пат затоа што ќе проба активно да блокира штетни законски политики. Други?
Тоа што ќе дојде во собрание, затоа што оваа влада нема изработено ништо од закон. Затоа не можам конкретно да ви кажам, ќе излезам во текот на денешниот или утрешниот ден со точен број на закони колку оваа влада има донесено. Ќе се фрапирате од бројката затоа што не се повеќе од 40 закони. Значи 20 и нешто министерства за време од 100 дена влада донеле 40 закони. Па запрашајте се што работат во влада. Ќе излезам со точната бројка затоа што не сакам да спекулирам, меѓутоа некаде околу 40 закони или помалку од пола закон по ден на сите министри заедно. Ете, тие се тие штетни политики и затоа ден порано е потребно да имаме избори и ден порано е потребно да имаме нова влада за спас од национална катастрофа на нашата држава. Што ќе значи за работата? Па тоа треба да размислуваат и од владеачкото мнозинство, затоа што и досега неспособноста на функционирањето на парламентарното раководство не донесе во ситуација да имаме еден куп отворени седници и нерешавање на одредени законски решенија. Тоа не е проблем на опозицијата. Нивното неработење е и кочење на одредени закони на нивни комисии донесува до ваква состојба. Видете, они блокираат. Ја не знам дали они блокираат, ама имаме закон за финансирање на локални патишта кој што е закочен во комисија која што води председател од Социјалдемократскиот сојуз. Светска банка го бара, ни се јавуваат од Министерство за транспорт и врски, прашуваат до каде е законот и самите се чудат од Министерството како пратеник од нивната парламентарна група го блокира закон. Така да не знам кој блокира во собранието, ама ако малку подлабоко се прочепка, ќе видите интересни ситуации и во самата работа и функционирање на собранието. Други прашања? Благодарам.